Владичката гарнитура во Македонија всушност не дека нема, туку има политички концепт и ќе се обидам да го опишам кој е тој политички концепт. Значи, Македонија е хибриден режим на авторитарен популизам и тој е најзаокружен од сите тенденции кои се во регионот. Такви тенденции има и Србија, и Црна Гора, имаше за време на Беришева Албанија, но Македонија го заокружува тој режим во детали. Кај нас е развиен тој режим. И тој режим е со концепт развиен. Проблемот на Европската Унија, ќе докажам на крај, е што тој концепт не го гледа. Она смета дека Македонија е земја која има проблеми во имплементација на еврозаконодавството. Не се работи опште за тоа. Тоа е сосема различен степен на дискусија и од тука произлегува конфузијата кај Европската Унија околу односот кон нас, затоа што тој концепт не го гледа на авторитарната власт, која е развиен во детали. Значи, тоа е авторитарен популизам со демократска фасада, со празна демократска фасада. Тоа е дефиниција на системот. Режимот развива две реалности. Едната е за странците и тој режим е мек, не е како старите авторитарни владеачи од 90-тите години тврд кон странците, туку е мек во смисла дека прифаќа се што тие побаруваат од него. Тоа не е проблем за него да прифати се и продуцира една магла, еден облак на симулакрум на реалност. Тоа е некакво напредување во таа смисла и за нас создава сосема друга реалност. Таа е онаа во која ние живееме. Ние граѓаните на Република Македонија и тие владеат во таа реалност. Значи, таа реалност, тие две жестоко поделени реалности не се проблем на отсутство на волја или проблеми со имплементација на законодавството, туку е концепт на развивање на различна реалност, авторитарна реалност. И таа е развиена сериозно. Таа, ќе видите, не може потоа ни да се промени на истите начини на кои европјаните очекуваат да се менува. Значи, таа во тие, да не детализираме како се развија тој систем во детали, има ваков концепт. Ги колонизира сите сфери на независни центри на моќ во општеството. Тоа е прво го прави тоа со државната администрација, која доследно е целосно партизирана, таму не може да се зборува за некакви дистанци, мерит системи, тоа е све комплетно. Една жестока машина на пристрасна на власта. Потоа нормално е судството, кој е независен центар на дисперзија на моќ, и тоа е сгазено кај нас целосно, што е констатирано, фала Богу, во последните извештаи во Европската Унија. Потоа се медиумите, бидејќи целата приказна околу тоа како овие две реалности ке се прикажуваат, медиумите се субстанцијални и како што се вели Агамбер, тоа не се веќе инструменти на остварување на моќта. Не, тие се самата моќ на власт. Низ нив се остварува моќта на власт. Не се инструменти, тие се степен понатака развиени. Како директен пилар на моќта на власт. И нормално, конечно се завлегува во она класична варијанта на авторитарните, а тоа е пресметка со опозицијата. Формалната опозиција во општеството. И ние го одиме таа траекторијум, видете го, тоа е затварањето на еден, терањето на опозицијата од парламентот и апсењето на опозицијата по ги волите. Видете го тоа како што треба да се види. Како што единствено може да се види. Поинаку се приказни кои не дефокусираат. Значи, политичкиот плурализам, нормален во демократија, за мене тоа е антагонистички плурализам на судири, на партии, судири, невладини организации, власт, структура. Тоа е заменет, укинат и заменет со метаборба. Таа метаборба се вика македонци против предавници или македонци против целиот свет. Тоа се метаборби. Ние немаме нормална борба внатре, таа е укината. Што е работа и то класика на авторитарен политички систем. Сега, што е проблемот со таа приказна е што е направено во контекст на мониторингот на Европската Унија и мониторингот на нашите стратешки партнери. Тоа е направено во рамките на тој, по ги волите, мониторинг. Па дело со нивни пари. Авторитарните лидери од овој тип, од оваа генерација, успешно ја играат таа неспремност на Европската Унија да влезе во сериозна пресметка или со едно соочување, со рушење на незините базични принципи. И тоа го третира business as usual, као некаков проблем на дисфункција на земјите кои се приближуваат до Европската Унија. Таа приказна мора да прекине. Таа е илузија во контекст и во Македонија е пример за таа илузија.
За жал, дел од успешноста на таа илузија не е само конфузноста на европските дипломати, кои ќе ги образлажам со неколку примери, туку една друга мантра која е успешно врзана. А тоа е концептот на безбедност пред демократија. Значи, односот кон нас, на Европската Унија, па и на Соединетите американски држави во еден дел, е дека ние треба да испорачаме безбедност. Демократија сега, знаете што, 100 години за нив, 50 години за нив, како тоа за 10 години за нас. Ек се мучат малку луѓето, македонците, тие не се баш за албанците заедно со нив. Што тоа демократија? Али безбедност, да. И таа обсесија безбедност пред демократија, која може би има логика на почетокот од распадот 90-тите години, раѓа метастаза во сериозен момент за диктатурите. Они им даваат момент на развој, ги покриваат авторитарните лидери и тие во тој простор на толеранција го заокружуваат својот систем. Премногу компромиси се направени околу Копенхашките критериуми. Денеска расправата на Европската Унија, како со овие проблеми, како со Македонија, Бугарија, Романија, не, али со Македонија, па со Србија, како тоа е голем проблем. Па голем проблем е поради оваа грешка во почетокот. Сега системот е развиен, сега не можете да го рушите. Еден од облиците, од проблемите на овој систем е што вообичајните инструменти за разрешување на конфликтите се разрушени или колонизирани. Например, колонизирани се изборите. Вие преку изборите не можете да го релаксирате системот, да доведете до промена, да го решите политичкиот антагонизам. Вие изборите ви се едно гледало во кој власта се огледува. Просто не функционираат како избори, како амортизери на антагонизмот во демократијата. Нормално, судството е целосно амортизирано, тој не служи како делење на правда, туку служи како инструмент на моќта. Сега сакам да ви дам неколку примери на таа европска конфузија, сериозна европска конфузија, во нашата конфузија, во нашиот вртлок направен. Погледнете ги нивните реакции околу аферата Пуч. Разбирам дека судирот и конфузијата може да биде на почетокот голема. Меѓутоа, гледайте, апелираат кон принципите на фер, транспарентно и демократско судење. Ја волите. Истите европјани во рапортот од пред 3 месеци кажуваат дека не постојат услови за фер и демократско судење и дека постои селективна правда, дека токму тие услови на кои апелираат ги нема. Тоа формално им се запишани. Чекайте, што е вистина? Нивниот рапорт или нивната изјава? Значи, они се однесуваат као хипиците 68. Бараат невозможно. Тоа е друг концепт, која барате невозможно. Во судир абстрактен со развиениот систем. Не можете да барате нешто сте констатирале дека го нема во државата по јаволите. Што барате? Судрени со скандалот дека премиерот порачува судски процес на шефот на опозицијата и тој гарантира фер и транспарентност. Они влегуваат во тоа, па да, фер и транспарентност треба да. Шефот на извршната власт, која е другата власт, тоа судир со првите Копенхашки критериуми по јаволите, гарантира фер и транспарентност на процес, на судскиот процес, кој не е негова работа по јаволите, тоа никој не го констатира. Тоа е скандал, тоа е таа конфузија околу со што се судират. Не можете да ја решите, не можеме да им помогнеме.